Почитувани, добар ден. Денеска разговор со Бранко Каревски од туристичка агенција Бран Турс. Разговараме за се она што оваа туристичка агенција во овие изминати 34 години го има оставено како белег во Прилеп и во Македонија, како се започна пред 34 години, што е она што во моментов е предизвик за оваа компанија и што е она што на крајот на краиштата може да го понуди со оглед на тоа што доаѓа нова туристичка сезона. Добар ден и благодариме за приемот. Прв пат сме во вашата туристичка агенција. Да, добар ден. Вие сте прв пат, ама јас имам кај вас дојдем. Да, во студиото сте биле, но овде сме ние прв пат и многу ми е мило што поводот за овој разговор е 34 години од постоењето на Бран. Како се започна? Како вчера да беше, 34 години помина многу брзо. Па така, 2 години претходно, пред овие 34 години, значи 2 години работевме како партнери со, двајца партнери со МАК агент агенцијата Драган Најдовски, сега собственикот на Сигурносно стакло, и 2 години работевме како МАК агент и потоа се поделивме, да не речам коректно, и тука отворивме агенцијата од 92 година. Што беше предизвикот да се започне еве со една туристичка агенција, дали заради недостигот тогаш во Прилеп и во Македонија од таква туристичка понуда или пак желба да се патува, да им се нуди на луѓето она што не можат да го пронајдат тука во Македонија? Може би почетоците беа и случајно и силум прилике, пошто во тоа време немаше многу работа во државните служби. Јас како дипломиран правник бев на листа на чекање и требаше да чекам уште сигурно 3-4 години за вработување. И така имам неразмислување со мојот другар Драган да нешто отвориме како агенција за посредување и со недвижности. Прво ни беше како МАК агент како недвижности и полека престана посредување и со во тоа време со вадење на визи, грчки визи од грчка амбасада и потоа почнавме со екскурзии, со ученици, со возрастни и тоа беше тие 2 години кои што после јас ги продолжив тука како самостоен во ова место, да речеме, тука сме 34 години во нова локација, ако во почетокот беше многу тешко, населба, никој не те познава, да речем, таман 2 години ја разработивме така МАК агент и тука после самостојно да отвориш агенцијата беше многу тешко, меѓутоа со труд, со љубов, така, со храброст, еве до кај стигнавме. Низ овие повеќе од 3 децении, како се развиваше овој бизнис, можете ли да ни кажете и колку, например, еве сме веќе нов век, нови можности, дигитални пред се, интернет можности, колку тогаш беше потешко или полесно да може да се најдат соодветни аранжмани за обликување на една туристичка понуда? Да, тогаш беше многу потешко. Потешко беше да се направи како аранжман. Потешко беше да направиш најобична програма да ја накуцаш, пошто на машина за куцање па сгреши, па ајде па наново и немаше интернет и програмата не можеше да ја изрекламираш. Уште од почеток почнавме вака соработка со сите радија, ки имаме уште радио Прилеп, па и после сите приватни радија. Најмногу радијата ни беа тогаш реклама, па и во весници, во прилепскиве весници, па и во вечер и така сме имали пошто немаш интернет, тешко беше да направиш, лесно е веќе направиш аранжман, ама треба да го продаеш. Значи лесно некојаш да го производиш некој производ, ама треба да го продаеш, така. Така и ова. Сега е многу полесно, не е како порано. Сега има интернет, има и повеќе и медиуми, и портали, и на било каков начин лесно се промовира било која програма. Само треба да имаш идеја добра и да знаеш што може да помини кај клиентелата. Точно тоа им беше прашањето, што е она што низ годините луѓето кои што сакаат да патуваат
најмногу го бараат како дестинација низ Македонија, а уште повеќе еве во странство. Се менуваат ли навиките, традициите, побарувањата кај луѓето? Па се менува, да. Долго време се бараше само странска дестинација надвор од Македонија. Посебно имаше пречка со визите со Европска унија, кога бадевне визи за Европска унија. Беше предизвик да се извада визи, да се поиди, например, Будимпешта, Прага, Париз или Рим. Сега е многу полесно. И тогаш патниците, тие што се нормално, сите не може да патува и секој не е створен, роден да патува. Се некој си е таа вроденост кај луѓето, или да патува или да не патува, не е до парите само. Ние гледаме да нудиме програми или дестинации кои што се достапни пред се за граѓаните општо, пошто не можеш само да направиш аранжман за двајца, за тројца, тоа не е исплатливо, нели? И плюс ние си имаме и со тек на време дојдовме до да набавиме автобуси, па и претежно нашите аранжмани се со автобуси, не се со авиони. Мислам, правиме со авиони, меѓутоа поретко, пошто и помала е таа група на луѓе кои што може да си дозволи такви далечни дестинации со авиони. Макар што сега се менува времината, се менува менталитето. Например, пред 30 години навистина луѓето немаја навика да патува, ни за Македонија немаја дури да патува. Сега веќе луѓе 70-75 годишни, 80 годишни патува. По тоа време немаше таква работа да патува. Еве нашите родители немаја навика да патуваат толку колку сега што. Да, тогаш беа атрактивни домашните туристички капацитети. Да, претежно Охрид, Охрид, Струга сме имали закупи на хотели во Охрид до Струга. Сега се мени работите, значи за Охрид, за Струга претежно си ида странски туристи, а нашиве туристи одат, например, на викенди само Охрид, Струга, дури немаме ни саламни аранжмани за Охрид, за Струга или за Дојран, како што имаме во времето во 90 тамо и некоја година, 95-96 имаме закуп на хотели во Струга, во хотел Игем ги имаме закупено со 43 соби цело лето да се продава и го продаваме. Сега 3 соби не можеме Охрид да продаеме. Значи, ама се мени начинот на патување, значи сега странски туристи идат во Охрид, нели турци, срби, холанџани и така, цела Европа или цел свет, а ние пак обратно, нели, одиме во странство. Грција е претежно дестинацијата за летување наша и нормално дека треба да биде, пошто ни е најдостапна, најдостижна и најблиска и најповолна со цената. Низ овие години се чини дека најголем предизвик беше времето на короната, кога и некои од навиките на луѓето многу се променија. Вие имавте и многу проблеми околу тие патување и организација на аранжмани, но исто така нов предизвик е и она што се случува денес, тоа е светската криза со нафта и воедно војната која што се случува со Иран. Колку тоа кај вас се одразува и дали, еве, според ваше размислување, нешто ќе поремети дополнително во текот на оваа година? Па видете, туризмот е прв на удар при кризите, пошто луѓето, туризмот е ипак не е основна работа која што да се преживее. Значи, туризмот е кога ќе има луѓето слободно време, ќе има слободни пари, да речем, да патуваат, а кога ќе има криза, како што беше, навистина беше тешко за време на короната, кога беше неограничени и физички, не само со пари, не беа може со пари ограничени луѓето, колку физички, што не смеевме, или Грција беше затворена и секаде. Сега истото, и тоа први го чувствува дејноста туризам. Сега исто со овие моменталниве војни, да не речам, со Иран или со Украина, посебно со Иран сега, и со покачувањето на цената на нафтата, навистина се одразува во туризмот. Еве веќе некои дестинации како Крит,
веќе се откажува, тоа е голема штета, не само значи за нас никако можеби како туристичка агенција или за патниците, колку и за самите држави, за Крит, да не ода ова лето туристи, тоа е голема загуба и за сите, и посебно за државите. Се намалува сепак патувањата, че се намалат за Турција, кој што јако е, можеби уште е сигурна како дестинација, меѓутоа пак има некој страв кај луѓето од војна. И со Грција моментално нема уште такви работи, ми сами не треба да се, тоа е сега, луѓето не треба да се плашат или да откажува аранжмани за нешто што не е уште нешто опасно, колку што е кај нас опасно, толку и во Грција, например. Така да не треба туристите да ги откажуваат патувањата. Се случува ли тоа да има откажување? Моментално немаме такви откажувања, пошто и нашите аранжмани се претежно тука Грција, Црна Гора, Албанија, Хрватска нема на тој дел, Турција уште исто има така малку сумнеш нормално, а меѓутоа нема откажувања. Најмногу што се откажа сега моментално се за Крит. Ајде за убави работи. Што е оно што го нудите за летната сезона? Пред нас е веќе сезона која што сите ја очекуваме, бидејќи вие како туристичка агенција уште пред 20 дена истакнавте дека имате навистина атрактивни аранжмани за летото, но и за великденските празници. Да, имаме постојано некои аранжмани, нормално не смееме да ги оставиме и граѓаните да нема да време. Ја би сега сам овој викенд немаме некој еднодневни излети и ние чувствуваме и луѓе се оти немате овај викенд баш ништо. Значи секој викенд имаме некоја екскурзија еднодневна или дводневна. Малце беше сега со 8 март заврши, имаме голем број на патувања за 8 март. Сега за великденските празници имаме за крв секогаш атрактивна дестинација за Великден крв и Италија имаме Капри, Соренто, Амалфи и таа е добра дестинација и значи тие две тури ни се наши аранжмани. А за првомајските празници имаме една нова дестинација за Волос, за Евија, за Истанбул, за Сараево. Тие се редовните, постојаните. И моментално, значи, со тоа претежно, макар што летовањето, и тоа има една промена во однос на пред 30 на години, да речем и сега, пред 30 на години летовањето почнуваше од 1 јули и до 1 септември, сега и запишувањето на туристите беше јуни, тогаш пред одење, пред 3 дена, не беше, значи немаше таква навика да се планира однапред, сега се планира уште од ова година за година и така да аранжманите за летовање ги спремаме уште пред нова година и голем број на агенции ги пуштат уште и пред нова година за наредната година. Ние обично од 1 јануари ги пуштаме програмите за летовање и така да голем дел од овие програми што ги имаме за летово веќе се што се пуштени од 1 јануари се некои веќе и продаени, некои еве на пример Врахос 100% продаено, на пример Неапори голем дел продаен како редовна дестинација. Ние претежно со Грција така имаме голем број на и превози и туристи, освен Врахос на Јонско море и таму ни се Канали, Амудија. Годинава ги имаме и Крв како атрактивна дестинација за летовање. И тука познатите најблиски места што ни се Неапори, Паралија, Неа Врасна, тие се наши собствени аранжмани, макар што нели имаме и аранжмани кои што ги продаваме од други агенции, од агенциите низ Македонија, како што се аранжманите за Турција, за Египет, за Тунис и така. А во однос на тоа кои атрактивни дестинации се за Прилепчани и за македонците надвор од Македонија, кажавме дека тоа е секако неоспорно Грција. Јадранското море претпоставувам исто така, бидејќи е традиционална дестинација каде што нашите сакаат да одат. Некако
чинам, барем јас, дека Бугарија не е на тој список во врвот, но за разлика од Бугарија пак Албанија се качува по скалилото и некако станува се поатрактивна со туризмот кој што се нуди таму, можностите, љубезноста, хотелите, но и инфраструктурата. Зошто ова го говорам? Кои се можностите за Македонија да привлече странски туристи и Прилеп особено како град, бидејќи навистина имаме можност за манастирски туризам, имаме можност за да ги покажеме нашите природни убавини, како луѓе сме гостопримливи, а исто така имаме и навистина атрактивна храна, се она што може да понуди еден град, една земја која што е прекрасна и има исклучителни можности за развој на туризмот. Зошто не можеме да се најдеме на таа карта, како што, например, тоа го прави Албанија, да го направи Македонија, но еве, за Прилеп да говориме. Да. Видете, еве, самите вие како човек, каде би сакале да одите? Сакате да одите во држава каде што има добра инфраструктура, не 100 километри да ги одиш 2 сати, треба 100 километри да ги одиш за 1 сат. Значи, сакате во земе да одите кај што е чисто, уредно, кај што нема куќина, еве да кажам. Ние уште се занимаваме со куќи на полициите. Граѓаните наши не може слободно да одат на посебно еве жени, деца, нели, така и пак не туристи странски и да идат тука и да странски туристи, улиците валкани со џубре или куќина и значи тоа и кога ќе дојде една група наместо да направи реклама подобра за да дојде наредниот пат дупло туристи, обратно се случува. Значи ќе дојдат туристи, не да не ида. Меѓутоа наместо да ни се зголемува, тие или се намалува или останува исто, а не да се зголемува. Тоа е сепак од државата, да речем, што треба навистина повеќе да се средат работите на ниво на држава, на ниво на општина. Секоја исто и општина треба самата да си направи нешто. Ние ве зборуваме 30 години за мрковите кули да се направи нешто. Исто со Трескавец манастиро, постојано прашува, еве, пошто сега со интернет е многу полесно, па и туристички агенции од Македонија, еве, од Скопје прашува како е до Трескавец, дали може да се појди. Значи, прво таму евте сега ќе почне ли црквата да се реновира колку што знаеме, така. Не се оди со автобус до Трескавец. Зарзе се оди, еве, например, пошто макар што и таму малку е зарзе ни селото, не се оди со големи автобуси и тука малку има проблем. Имаме ние што да понудиме, не да немаме Прилеп и околијата. Меѓутоа, треба малку, не малку, може и многу повеќе да се заангажира локалната самоуправа и да го достигнеме. Ние во последниве години, наместо да одиме напред, за жал, можам да кажам дека одиме нанасад. Со мали инвестиции може да се постигнат големи работи, меѓутоа треба поголем ангажман. Ангажман, да. Благодарам за разговорот, ви посакувам многу успех во работата, здравје и да растите како туристичка агенција која што, еве, како што рековме на крајот, да понуди патување во странство, но и да може да понуди Прилеп што има на странските туристи и да носи туристи во градот и во Македонија. Благодарам за што бевте наш гостин и се надеваме дека ќе ги задоволуваме жалбите на граѓаните. Ние сме за тоа. Благодарам.